Добар ден, присутни се 11 советници. Констатирам дека Советот го има потребното мнозинство полноважно да одлучува. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас свикувам 14-тата седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи денес на ден 27.6.2022 година. Пред да преминеме на дневниот ред, ги ставам на усвојување записникот од 12-тата седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 25.5.2022 година и усвојување на записникот од последната 13-та вонредна седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 13.6.2022 година. Дали некој има забелешки? Доколку никој нема забелешки, ги ставам на усвојување. Кој е за? Констатирам дека записниците се усвоени едногласно. Го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за согласно за кофинансирање за реализација на проект за јавни работи за 2022 година. Точка 2. Предлог одлука за согласно за кофинансирање за реализација на проект за општо корисна работа за 2022 и 2023 година. Предлог одлука за приоритетност на проектот за санација и рехабилитација на улици во населено место Могила и Вашарејца. Точка 4. Предлог согласно за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за санација и рехабилитација на улици во населено место Могила и Вашарејца. Точка 5. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на Основно училиште Гоце Делчев село Могила за 2023 година. Точка 6. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на Основно училиште Кочо Рацин село Ивањевци за 2023 година. Точка 7. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на Основно училиште Браќа Миладиновци село Добрушево за 2023 година. Точка 8. Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Новаци. Точка 9. Разгледување на барања. Дали некој бара дополнување или измена на дневниот ред? Повелете. Јас како советник побарав да има точка на дневен ред со советнички прашања, но се уште ние советниците не сме удостоени со таа точка. Мандат имаме од 8 месеци, а градоначалникот бега од нашите прашања. Советот изгласа и вие гласавте да има советнички прашања на крајот на секоја седница после гласањето на точките. Советнички прашања може да има после секоја седница. Денес не е присутен градоначалникот. Да има во дневниот ред точка советнички прашања. Бараме, значи, неколку седници ние советниците. Може да поставите советничко прашање секоја седница. Ама на дневниот ред точка Ама советнички прашања. не е потребно да има точка советнички прашања. Јас мислам дека дали го пише или не на дневен ред, ние гласаме советничко прашање и може да поставите советничко прашање. Точка. Јас не ве разбирам. Не знам, јас не разбирам. Целта е исто, советничко прашање може да се постави. Не е исто. Дали друг некој бара збор? Доколку никој нема збор, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Вака предложениот дневен ред е изгласан едногласно. Точка 1. Предлог одлука за согласност за кофинансирање за реализација на проект за јавни работи за 2022 година. Точките од 1 до 7 и точката 8 се разгледани од Комисијата за финанси и истата ги предлага за гласање на ова седница. Одиме за точка 1. Предлог одлука за согласност за кофинансирање за реализација на проект за јавни работи за 2022 година. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој има прашања? Повелете. Дали овде ќе ангажираат лица општината или ќе бараат од Заводот за вработување? Овие лица се пријавуваат во Агенцијата за вработување на Република Македонија и оттамо тие ни ги предлагаат лицата, потоа се склучуваат договори. Значи, ова е за лица невработени кои што редовно се пријавувале во Агенцијата за вработување. Дали некој друг има прашање? Доколку нема, точка 1 ја ставам на гласање. Кој е за? Точка 1 е усвоена едногласно.
Точка 2. Предлог одлука за согласност за кофинансирање за реализација на проект за општо корисна работа за 2022 и 2023 година. Дали некој има прашања? Доколку никој нема прашања, исто така и за оваа точка како и точка број 1, се ангажираат лица кои што редовно се пријавувале во Агенцијата за вработување. Во точка 2 се ангажираат лица за грижа на стари лица во домашни услови 5, нега на лица со посебни потреби 3, предшколско образование 2 и образовна асистенција во средно образование едно лице со бруто износ од 9000 денари. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Габи? За? Точка број 3. Предлог одлука за приоритетност на проект за санација и рехабилитација на улици во населено место Могила и Вашарејца. Дали некој има прашање во врска со оваа точка? Повелете. Како констатирате се дека Вашарејца е неопходно, а во другите села нема потреба? Сега ќе се јавиме кај Гордана од локален економски развој, ќе ја образложи оваа точка. Пауза од една минута, само да воспоставиме контакт.